Значи, до сега немаме отворено никаков вид на разговори, зашто заради тоа што имаме сериозен процес на завршувањето на гласањето и одлуките во парламентот поврзани со уставните амандмани, а поврзани со договорот од Преспа. Веднаш после тоа ќе ги отвориме дебатите. Мене ми е драго што има кандидати. Супер. Сега да видиме само што тоа граѓаните кои ги сакат кандидатите. Би посакувал да имаме консензуален кандидат сите. Тогаш значи ќе имаме таков човек кој што ќе биде татко на нацијата или председател на државата, зад кој што ќе застанеме сите. Дуе еден коалиционен партнер, ние имаме повеќе коалициони партнери, но за нас се најзначајни граѓаните. Така да во сите овие разговори верувам дека ќе изнедреме сила, навистина да избереме кандидат со кој што ќе биде чест да застанеме позади него и да го промовираме како иден председател на Република Македонија. Јас верувам дека има капацитет оваа коалиција која што добила чест да го води парламентарното мнозинство и извршната власт да победи на изборите, но секако тоа не е еднаш за секогаш дадено право. Председателските избори се избори на личности, вистинскиот лик навистина ќе биде пресуден, веројатно и при одлуката на граѓаните. Тоа го знаеме и согласно тоа ќе се водиме во одлуките. Мене ми е драго што постои една солидарност на сите и кандидати, и председатели на партии, и пратеници, и сите, да го изнајдеме најдобриот или најдобрата.